Јас сум Валентина Стефановиќ, собственик на компанијата Студио 23. Постоиме веќе 4 години успешно на пазарот и ориентирани сме кон производство на екопроизводи. Во случајов изработуваме сапуни од природни масла и путери. И бидејќи сме ориентирани на екопроизводи, односно на 100% чисти производи, воведовме линија за производство на свеќи, освежувачи и ароматичен восок од 100% соин восок. Како жена предприемач можам да кажам дека нема единствен начин за дефинирање на предприемништвото. Едноставно, секоја жена е насочена кон својата идеја, замисла, визуализација да ја преточи во реализација, односно тоа уствари е нејзиниот успех. Мислам дека за успешна жена предприемач е многу важно, како што кажав претходно, дека треба постојано да се учи да ги прифаќаме новитетите на пазарот, освен што ќе пратиме што има ново и ново како иновација, како производ, мораме да ги пратиме и технологиите што се случуваат, значи мрежување на знаења, на информации. Потоа освен мора постојано да се процесот на учење да биде секогаш во фокусот на жената предприемач, да се надградува, да види технологиите што ги имала до сега што во производството, да ги надградува, да ги проширува, да внесува нови иновативни освен производи и технологија за производство. Значи со последниве случувања можам да кажам дека ковидот не научи да работиме на еден подруг, побрз начин, да ја вметнеме дигитализацијата. На жените предприемачи би им препорачала да бидат пред се креативни. Меѓутоа е многу важно да бидат и храбри. Ако сте храбри и се одважите својата идеја да ја преточите во крајната цел, во онака како што сте ја замислиле, тогаш храброста и слобода. А слободата дава едно чувство на да кажам, повторно се вртиш и додава, можеш, повторно си како слободен човек, си креативен човек. Тоа што го правиш секогаш да го прават со многу љубов, затоа што само љубовта дава одлични успеси и резултати, да кажам. И најважно од све е да не се плашат од критиките, затоа што тие критиките треба да им бидат патокас кон нивното усовршување. Меѓу другото и да кажам да не се плашат од конкуренцијата, затоа што конкуренцијата уствари е мотив, треба да им бидат само, да ги гледаат како мотив за нивно усовршување. И на крај, уште една порака би им дала секако на жените кои што ќе се одлучат да бидат самостојни и да бидат предприемачи, секогаш кога ќе се во можност да даруваат, затоа што само со дарување се постигнува многу, односно само кога се дели, тогаш се множи. Клучот на успехот, можам да кажам една, нели, што се провејува една како пословица, ако не сакаш да работиш 8 часа, тогаш стани предприемач и работи 24 часа за најлошиот газда на светот, затоа што ние сами сме како собственици најголеми критичари на своите производи. Колку год да е тој добар, секогаш сакаш повеќе да го усовршиш, затоа што е како едно твое лично, да кажам, чедо. И секогаш сакаш да бидеш подобар и посовршена, тоа одзема и време, и внимание, и многу љубов. Ако нештото што се прави не му се приде со многу љубов, тогаш
Тоа е исто како да работите во некоја компанија за некого и тука нема успех. Не велам дека нема успони и падови, зашто ние како мали почетници, микро, да не речам како еден сам собственик предприемач, најдуваме на премногу пречки, проблеми за наоѓање на репроматеријали, за производство, за пласирање и така натаму. Меѓутоа, упорноста, подкрепена со многу љубов, секогаш дава резултати. И уште еднаш голема поддршка на секој што сака да почне. Затоа што може да почне и да успее, може да почне и да не успее, ама ако не проба, нема да знае. А сметам дека ние жените сме една, како зборот жена, за мене е енергија. Значи, треба само таа енергија, каде што се гледате, да ја усмерите и да ја фокусирате во акција.